Македонски шуми годинава бележат намален обем на дрвократството и зголемен број на пријави и откриени случаи. Сепак, од предпријатието оценува дека состојбата и натаму е незадоволителна, а клучен проблем останувал недоволната координација меѓу надлежните институции. Според заменик генералниот директор Кире Михаилов, нелегалната сеча со години наназад била присутна, но во минатото голем дел од криминалот не бил процесуиран. Денес, иако статистичките податоци не покажуваат драстични отстапувања во однос на претходните години, на терен било забележливо значително намалување на организираниот криминал, особено кај поголемите дрвократски групи. Добар дел од структурите на би рекол криминалните пипци во институциите се скратени. Огромна бројка на пријави се поднесени на наши вработени. Исто така, неретки се случаите каде што има поднесено пријави на вработени во шумската полиција, вработени во МВР, кои што на овој или оној начин биле некакви соработници на тие дрвократци и го помагале целиот тој процес. Имаме поголема бројка на пријави, има огромна бројка на одземени возила, значи одземени се доста камиони. Пред се тоа беше изразено во Охридско-Струшкиот регион, каде што имавме огромна бројка на камиони одземени. И покрај зголемениот број пријави откриени случаи, од македонски шуми укажуваат дека значителен дел од предметите не добиваат соодветна судска завршница. Иако оваа година имавме неколку координативни состаноци со судско-обвинителската фела, меѓутоа ќе треба се уште да додефинираме некои моменти, затоа што добар дел од тие пријави се уште ни паѓаат и огромна бројка од тие возила се враќаат. И тоа е она кое што ги демотивира сите. Значи и нашите вработени, и шумската полиција, и МВР, пред се мислам на оние кои што честно се ја работат својата работа. Значи кога некој вложил огромен труд да фати една добро организирана група, и кога после неколку месеци ќе види дека судот му го враќа возилото или им го враќа возилото на оние кои што го правеле тоа, тогаш демотивацијата кај тие луѓе е голема. Токму затоа, како што потенцира Михаилов, едно од клучните решенија била поинтензивна и поефикасна координација меѓу сите надлежни, од шумската полиција и МВР до обвинителството и судството, со цел секој предмет да биде целосно документиран и да добие правосилна завршница. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.